Јас сум Жарко Збревтов. Ова е емисијата во Тангентата. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вие и јас, ама вие не толку колку јас, имаме право да ја знаеме вистината. Гостим во вечерашната емисија е Крунослав Петрушич. Крунослав Петрушич Доминик. Кој сте вие? Јас сум човек кој е протеклих 78 година радио за француској, британској и марсовској обавештајно служби. И човек кој у едно или друго време био на задатак да неутралише сваки еден мушкарац и жену на овој планетој и свемирској станици Мир. До таму одат вашите ингеренции, па вие сте навистина еден, да кажам, мокен човек. Још мочни сам био док сам радио под командом Џона Кенедија. Едном смо седели ја, Френклин Рузвелт и Кенеди и они су мене послали да неутралишем Хитлера. Он се у задњи момент качио на авион и отишao sa подморницом у Аргентини. Од тај момент, потрошња природно гаса у Аргентини ја скочила за 698,3 пута и тако се родила идеја за руски ток и извоз гаса со истока. Главни cilj руског тока не е да американци и руси продлабоче студени рат меѓу нима, него да син Адолфа Хитлера, Ханс Хитлер, добие оно што хоче. Важите за човек кој е експерт за експлозив. Вие мене ме убедувате дека е можно да се направи атентат врз човек, како што се случи со Киро Глигоров, со точна, прецизна постановка да тој биде само повреден, а никому околу да не му се случи ништо. Тој е мачи и кашель. Ја код кучи имам 7 позиција где у сваки момент стоја спремне 6 кила C4 експлозиве. Кад год доđe нека мува или неки досадан комарац, ја уопче не устајам са кревета. Него само стиснем дугме и експлозив е тако намештен да цилја само тог комарца или муву. Брутално точен сте, мокен нишанџија. Је сам брутален, ал njega не неутралишен. Експлозив е тако намештен да само нанесе доволно повреда да онеспособи тај комарац да ме уједе, али он остане жив. Добро, зошто никој во оваа бегалска криза не оди преку Бугарија? Зошто сите ја избегнуваат Бугарија и одат преку Грција, Македонија и Србија? Масовне медија желе да ви мислите да е тоа због исламизација овог простора. Истина е скроз другачија. Јас сам пре 1-3 години био пословно у Софија. Након што сам завршио посао кој е био да неутралишем едnog швалера пријателици мог братанца, јас сам се запио са Бојком Борисовом у Гранд Хотелу. Попричао ми е 3-4 заиста добре вицеви и замолио ме да идем у Сирија и да урадим шта могу како мигранти не би ишли путем Бугарија. Ја кроз моје конекција у сириској обавештајној служби сам сазнал где се састану мигранти и баш тад кад ја Хаитал Марбаладави, мигрант кој е хтео да каже еј момци, ајмо сви преку Бугарској, јас сам njega неутралисао и сви су остали без таа идеја. А што значи да го неутрализирате? Чекич, по глава. Да го апне по мрачина. Да скине конци, а? Не по своја волја. Да njega неутралишам. А кој му скрои капа на Аркан? Не, Аркан не е мртав. Аркан е у Сан Франциско, предаje фудбал клинцима у средној школи. Онај момент кад се расчуо да е Аркан убиен, он ја променио свој идентитет и 2 месеца ја био у Србија, лажечи да е заправо Таркан, познати турски певач. Након тога се преко лична конекција Бранка Црвенковскog преселио на Сибиру, а од таму у Америци. Бранко Црвенковски, мокен играч. Не, nije on toliko, nego je njegov frizer. Dugogodišnji frizer Branka Crvenkovskog je Dadar, koji se decenijama lažno predstavlja da je šminker. Njegov nadimak nije za džabe. Njega zovu Dadar, pošto je on po oca član Dadarima, antičko pleme sa Sibira. Dadari su strašno povezana grupa koja se među sobom pozdravlja uzvikom da Bog da Dadar bude vladar. Mokina jedna grupacija. Moćna. Oni su mene angažirali da pratim Arkana na njegovo 8-mesečno putovanje do San Francisco, pošto je plivao od Sibira do Americi. Ja sam njega budno pratio i morao sam da reagiram na 2 puta i da neutrališem jednu ajkulu i jedan morš. Останете и по рекламите, да го проследите крајот на вечерашната емисија. Вие ја проследивте емисијата во Тангентата. Јас сум Жарко Збревтов, а ние ќе се видиме во следната емисија во истиот ден на истото време. Среќна нова година, Македонија, каде и да си.